има много аномалии, които ще са щетни за процентът, odnosno средните на учениците и за процента на нивното обективно знаење. Моделот на државна матура да остане ист. За оние средношколци кои што моментално се ученици во средното образование. А новите модели за државна матура кои што ги планира Министерството за образование и наука да важат за учениците кои што поправа треба да се запишат во средно училиште. При тоа, преговарачкиот тим на средношколскиот пленум да учествува во моделирање на моделот на државната матура, исто да уште треба да учествува во моделирањето на моделот за екстремното тестирање и за било кој друго прашање. Сите редари нека дојдат тука. Отнапред идат. А не идем назад, ја? Значи, единствен пат кога има и на Министерството за образование и наука беше кога средношколците организира средношколски камп. Министерот во неколку наврати најави средно, не бидовме, цела година сме така да сега ќе отидеме во Министерството да го посетиме. Средношколците обрици не подржуваат ќе бидат за нас и ова. Значи, докато се банери, може би ќе се ќе бидат со нас, значи, докато потека на времето, значи, се уште се собираме. Имаме информација дека во средното училиште гимназијата Јосип Броз Тито учениците се заклучувани, целото училиште е заклучено, им ги одзимаат мобилните телефони и поради тоа учениците се спречени да ја остварат својата лична волја и да дојдат на средношколското. До кога ќе протестирате? Ова ќе биде овој пат сега или ќе ги ревитализирате протестите? Значи ќе протестираме се додека не се остави средно и се додека не дојдеме до едно разумно решение. Секако доколку маршевите наши не бидат смислени, тогаш ќе промениме некои порадикални мерки, како што беше бојкотот на настава, не исклучена можност и за средношколски камп, а на нашите генерални пленуми зборуваме можеби да се следи што некој битна реакција.